Здраво, дечки! Добре дојдовте у ново видео. Јас сум Слик. За тие што не ме знаат, за тие што ме знаат. Welcome back to the channel. Ве осеќам сите толку блиски. И бројката се зголемува се поише и поише, поддршката е се поише и поише и фала ви многу што ме гледате и што ме поддржувате по коментари и ми давате мотивација да снимам. Фала ви што ви се свиѓаат моите видеа и пробувам секој ден и се подобар да бидам. Денеска се обраќаме на луѓето кои се запишуваат у средно, што се средно, обично сите што поминале низ фаза средно, жалам секој што мора да помине низ средно. Ај, основно е окей, као основно е окей, ама средно. Средно. Еве ти почнеме од прва година, средно. Се запишуваш у школата или те приморуваат да се запишеш негде кај што не сакаш, како јас, например, си патам, се уште, се запишуваш у школа која не кеш да го учиш, така јас го имам доживеано. Гледате да избегате од основно, пошто у основно исто така сте биле малтретирано дете, како јас. И се запишувате у средно каде што гледате шо помалце од основното, ки има таму. Како јас, например, имав само тројца. Фала ти Господи. И првиот школски ден, доаѓаш цел тако, ги гледаш тројцата што не кеш да им правиш муавет, ама си приморам, пошто не познаваш никој друг. И им правиш муавет, као здраво, шо правите, како сте, добри сте, шо ти текна тука да се запишеш, го прашуваш од. И ти вика као близко ми беше или не знам, нешто така. И тоа е муавет. Влагаш училница и би требало часот да трае 35 минути, класниот доаѓа, бамбори, таа се упознавате со класниот, ги зимате книгите и си одите дом. Ова е лесниот дел. Понатака почиња пекол. За кој како? Не знам, тие што си го сакаат школото, мислам дека се изроди. Као окей е да сакаш учење. Значи, и јас сакам учење, нови ствари, испробување нови ствари. Ама да си го сакаш школата, не вес, разбирам вас. Ние луѓе не живееме на иста временска оска и планета и не знам у која галаксија сте доени, вие сте за мене марсовци, се извинувам, ама ја не си го сакав школата. Ве разбирам, сите што не си го сакавте школата. Мене ми беше хаос. Продолжуваш месец дена, пошто бев некомуникативна личност, и продолжуваш месец дена да чмаеш и го одбираш местото каде што сакаш да седиш сам. Обично е прва клупа или е задња клупа. Излагаш надвор, запознаваш двајца до тројца солидни ликови што продолжуваш да се дружиш до ден денес, што и уште се дружам со некои од нив до ден денес, али пеколот продолжува. Значи, не кеш да го учиш, паѓаш у депресии, значи не кеш да го учиш тоа школа, си приморан да вадиш двојки, тројки, пошто не ти се учи, твоите дома не те разбираат, дома ти е пекол, пошто твоите не те разбираат дека не ти се учи тоа школа и дека не кеш да бидеш заробен у кафес. Не ќам да ги наречам селјаци, ама се идиоти. Идиоти, буквално деца што сакат да се докажат пред женски. По шта е фазата на бркање женски тука, знаеш? Да размислуваш за женски, хормоните ти работат. Зборам као машко, од машка страна и од машка перспектива. За женските не знам како е. Ама моја перспектива беше, јас си го мразев школото и до ден денес го мразам и не знам зашо постои. Значи, ја поминуваш прва година као низ пекол, доаѓа летен распуст и си преш уште 3. Ако си добар ученик, не мора да се враќаш у школата. Но ако не си добар ученик, школата ти вика, пиле моје, врати се назад, треба да полагаш, пошто си имал кецо и преш. Мислев дека заврши. И се враќаш у школа и ги гледаш сите пакабонти, сите што не кеш да ги видиш. Ти си единствениот изгубен таму и се чувствуваш као казна. Зашто ова мене ми се дешава? Обично си викаш. Доаѓа до момент да се пикаш на компјутер се почесто и почесто, стануваш асоцијална личност, губиш пријатели, почнуваш да забегуваш по емо фази
само без шминкањето. Не сум отишол до таму, таа има фаза ја скокнав. И basically доаѓа трета. У трета година се уште имаш тројца другари што ти се многу добри другари. Почнаш да се опушташ, не си толку веќе малтретиран од соучениците, барем ја не бев у трета. Веќе не си малтретиран толку, пошто постарите си отишле и си се крстал. Фала Богу си отидо. Постарите си отишле, останале неколку добри другари од следната година, почињаш да запознаваш нови луѓе, почињаш да се дружиш со други луѓе, само тие луѓе не се од твоја школа. Нормално. Ни под разлог. Не од твоја школа. Као бегаш од твоја школа подалеку. И почињаш по други школи да шеташ, се помалци се појавуваш на часови. Пошто не ти интересира школата, уште од прва година си го кажал тоа на твоите, ама твоите не ќе ле да те слушаат. Тоа ти е бе баци. Дојде четврта година, трета година ја поминуваш така лежерно и дојде четврта година матура. Ти почињаш да ја славиш, брате, матурата уште на 1 септември, влаеш у школа, тебе труби ти свират. Абе, не знаеш, лудница, тебе ти почиња славење на матура, доаѓа денот да се сликаш, се облекуваш, кошулче си ставаш, идеш се сликаш, братце, доаѓа мај, тебе скоро сите петки ти се, пошто имаш желба да завршиш и да го махнеш ова школа од глава. Доаѓа денот на матура, идеш си поминуваш добро и ти кажуваат: баце, те чека државна матура, каде леташ? И в тој момент сваќаш, животот ти беше лагал уште од 1 септември. Океј, се спремаш за државна матура, си ја поминуваш државна матура лагано, ве лажат, значи да ви кажам, ве лажат, не е толку тешко. Освен ако не бркате просек да се запишете на електро или финки, не знам каде, на друго место. Завршува матура, ти си цел среќен, завршува и државна матура, сите 4 испити си ги положил, све си положил, свети се цахом пакум оценките, доаѓаш си го взимаш таа тутурутката и таа таблото и алманахот и му викаш: крај, чао, пријатно на школа, брате. Нечу више да те видим. Basically тоа е за средно. Барем ја како го доживеав средното. Не знам, се надевам дека ќе се запишете вие сега што треба да се запишете у школото што сакате да се запишете и школото кој ќе го учите. Тоа е најбитно. Тоа е тоа за ова видео. Фала ви многу што го гледавте видео. Фала ви за сетата поддршка до сега, мислам ненормални сте. Колку поддршка и тоа се и поише ме мотивира да снимам. Мило ми е што ви се допаѓаат моите видеа и овој тип на контент, што почнав сега брзо да го правам. Доколку ви се допадна видеото и сакате повеќе вакви видеа, знаете што да направите. Кликнете го subscribe копчето доле, лајкнете го видеото и обавезно оставите коментар. Фоловнете ме на мојот Instagram Sliki MK, а ние ќе се видиме у следно видео.